годишен обем на работа во судовите имало некаде околу 1.640.000 предмети. Кога ќе дојдеа кај мене странски амбасадори, кога ќе ми ја кажев оваа бројка, они се паќаа глава за глава, па говореа, па што е ова, вие сте 2 милиона држава, имате 1.600.000 предмети. Таа состојба беше неодржлива. И со овие реформи што ги направиме, со овие закони, на законот за нотаријатот, со законот за извршувањето, со законот за судовите, со законот за парнична постапка, за кривична постапка и така натаму. Падна бројот на предмети на колку? Бројот на предметите падна на неверојатни, значи на годишно ниво некаде за околу 1 милион предмети падна, а нерешените предмети кои што да речеме пред спроведувањето на овие реформи изнесуваа некаде околу 980.000. Минатата година и оваа година бројот на нерешените предмети во судовите во Република Македонија изнесува некаде околу 130.000 или 7-8 пати помалку. Судството е власт, како што е извршната власт и како што е законодавната власт. И према тоа е недолично е едно такво однесување према оваа власт, која што е многу значајна, нели, за граѓаните. Значи, она што е значајно во овој период, овој сегмент да се наведе, никаде во извештајот на Рајка, пример, не стои дека треба да се изврши генерален реизбор на судите. Од каде излезе ова сега? И што значат овие изјави сега? Да се растури судството и правосудството и да се оттрне од политичките влијанија. Што сака да се направи со тоа? Да се направи ново СЈО, сите судови, кој ќе биде под директна команда и кој ќе биде експозитура на една политичка партија и да не станеа да командува Зоран Заев, или што треба да се стори? Никаде, во ниеден закон, во Европа, нити во Устав ниеден, нема основа за вршење на генерален реизбор на судии. Тоа го говорат, тоа секој судија ќе ви го каже, тоа ќе ви го каже секој професор на правен факултет кој што се занимава со овие работи. Меѓутоа, ова зошто толку многу се актуализира, огромни билборди беа ставени, ќе вршиме генерален реизбор на судиите, или сега ова што се говори, ќе вршиме генерален реизбор на судиите, од кои мотиви, зошто? Да немат политички влијанија. Да нема политички влијанија, за да се изврши генерален реизбор, за да има политички влијанија. Така беше и во 96-та година. Условите за престанок на судската функција. Значи, условите за престанок на судската функција се однесуваат само на два елемента. Кога на судијата му престанува судската функција, тоа е во амандманот 36, кога тоа сам ќе го побара, кога ќе биде осуден со правосилна пресуда на безусловна казна затвор во трајање од 6 месеци и кога ќе биде избран или именуван на друга функција. Тоа се условите за престанок на судската функција. Второ, во овој наведен амандман, ниту во законот за судови, ниту пак во уставот. Нема никаде таква работа. Се предвидува ли некаде генерално разрешување? Не. Значи, судијата може да биде разрешен, како предвидува овој амандман, само во услови кога ќе се поведе дисциплинска постапка за нестручно и несовесно работење или за потешка повреда на дисциплинската работа, потешка дисциплинска повреда. Нема генерален реизбор. Затоа тука стои судскиот совет. Судскиот совет е највисокиот орган на власта и тој ги избира и разрешува судиите. Каков е составот на судскиот совет? Овие што говорат за реизбор на судиите мислат дека тоа едноставно може да го направат како што се направи во 96-та година. Јас можам да ви послушам еден негативен пример. Значи, пред неколку, 7-8 години, во една соседна држава се изврши генерален реизбор на судиите. Иако и тие беа свесни, имаше големи дискусии дека тоа не е ни уставно, тоа не е ни законито. И што стана после тоа? Еден добар дел на судии, не знам, 200-300 судии не беа избрани, не беа реизбрани, и тие поведоа постапка пред Европскиот суд за човекови права. Европскиот суд за човекови права ги врати сите тие судии на работните места на кои беа и на секој судија му плати надоместок од некаде од 60 до 80.000 евра за секој судија, зависно од позицијата и од судот во кој што работел, со надомест на сите трошоци. Така да
дали господинот Заев, гледам дека говори, он говори за некоја позитивна практика во некои држави, ама не кажува кои се тие држави. Ајде да видиме кои се тие држави каде што е направен генерален реизбор на судии и каде што има позитивни искуства од тој генерален реизбор на тие судии. Тоа го нема. Се сеќавам преди можда 20 на години и после осамостојувањето и сега не ми држите за збор Латвија или беше Литонија, каде што се направи тогаш еден генерален реизбор на судии, меѓутоа тоа беше политички мотивирано. Еден добар дел од судии што беа од руска националност, тие беа на одреден начин отстранети. Јас сум бил таму и овие позитивно ги знам овие работи и на нивно место се избра други судии. Така да тоа е првиот и вториот случај се во негативна конотација, каде што денеска ни не може да се замисли и да се направи некаде генерален реизбор на судии. Што е тоа? На што ќе личи ова држава? Да цела едно 600-700 судии, па на крајот на краиштата како ќе вршат генерален реизбор на судии каде што веќе околу 100 судии се избрани од Академија за судии и јавни обвинители. Се сеќавам на таа сцена и никогаш нема да ми биде избришено осеќавањето, каде што тоа беше една срамна сцена која што можеше да се види, која што може да видат и гледачите, каде што координаторот на претеничката група во една брза постапка која ја раководеше седницата еден од подпредседателите, каде што тој беше седнат на првата клупа во собранието, завртен према претениците, со еден список пред него. Ако тој дигне рака за избор, ќе дигнат и претениците. Ако тој не дигне рака, не дигаат и претениците. И на тој начин на околу 60 на судии не беа избрани, им беа посветени по 5-6 секунди. Се става предлогот за избор на тој и тој. Кој е за? Никој. Кој е против? Против сите. Точка. И не се констатира дека не е избран. Целата работа се завршуваше за 5-6 секунди. Толку внимание посветија на судиите, без дискусија, без отварање на расправа, без аргументи, без факти. И тоа им беше целта да ги трнат тие судии. И сега само да ве спомнам, еве сега го слушам ова идеологот на СДСМ, господинот Љубомир Фршковски, многу пати најавува растурање на судскиот совет, дури он говори дека 30 судии веднаш треба да бидат разрешени. А како ќе бидат разрешени тие судии? Кој ќе ги разреши? Кога гледаме дека судскиот совет може само судскиот совет да ги разреши, на предлог сега на Советот за утврдување на факти. Постапката, за да се спроведе постапка и да се даде предлог за разрешување на еден судија, треба факти и докази. Се спроведува постапка како да се врши едно судење, се закажуваат рочишта, се изведуваат докази, се сослушува судијата, се сослушуваат странки или други докази се изведуваат. Тоа не е така едноставна работа, ако некој не мисли, ајде судиите ќе ги земеме за врат, па ќе ги исфрлиме од судовите да се ослободиме од тие кои што сметаме дека не ни се погодни од политички причини, а не од правни причини. Значи, сите овие активности што се преземаат и овие намери што се присутни за генерален реизбор на судиите немаат правна, туку имаат само политичка цел. Политичка цел на овој начин не се постигнува, затоа што тоа е на уштрб на државата, на уштрб на граѓаните, тоа е на штета на интересите на државата. Ова што ви оговорам се е содржано во Уставот. Ова е уставен амандман. Ако успеа да го сменат уставниот амандман за судскиот совет, па да кажат дека составот на судскиот совет ќе биде оваков или онаков, тогаш можат да направат и она што го направија од 96 година. Дури ни 3 секунди да не им посветат, него да кажат со една одлука, судиите тие и тие се разрешуваат без образложение. И тоа сега не може тоа да се стори, не може заради тоа што не може да го сменат уставниот амандман за судскиот совет, кој што е составен од 15 члена, од кои 10 од членовите се судии, од кои 8 се избрани непосредно од судиите на непосредни тајни избори. Према тоа не е тоа, ова сега една работа едноставно фати ги членовите на судскиот совет, изнеси ги од судскиот совет и ние ќе инсталираме едно тело како што направија таму во 96 година. Па заправо ние зошто ги бранивме овие одредби? Па сите овие одредби и уставните амандмани и овие закони што ги донесовме, и закон за судски совет, и закон за судовите, се е тоа по препораки на Европската комисија, се е тоа
тоа поминато низ одредена експертиза. Сега слушам, нема никакви реакции од Европската комисија, од евроамбасадорот или не знам од други извори да се спротивстават на едни вакви овие изјави.